Добар ден, драги ученици! Јас сум Дивна Диневска, наставник по хемија од Основното училиште Блаже Коневски од Скопје. Денес ќе бидам наставничка и ќе земаме новата лекција влијание на температурата врз брзината на хемиските реакции. Претходно поставуваме прашање што е тоа хемиска реакција. Хемиска реакција или само реакција представува трајна промена во структурата на супстанциите кои стапуваат во таа реакција, односно реактанти, и создавање нови супстанции, односно продукти, кои по својот состав и својства се разликуваат од почетните супстанции. При изучување на брзината на реакцијата, прво видовме какво е влијанието на концентрацијата врз брзината на реакцијата, потоа видовме какво е влијанието на големината на частичките врз брзината на реакцијата и сега, денес, ќе го разгледаме влијанието на температурата врз брзината на реакцијата. За да го објасниме влијанието на температурата врз брзината на реакциите, ја користиме теоријата на частичките на материјата или корпускуларната теорија, која ни го опишува распоредот на частичките и нивното движење во течна, гасовита и во цврста агрегатна состојба. Најпрво да почнеме со секојдневни примери, односно примери од секојдневниот живот, и поставуваме едно прашање зошто храната ја чуваме на пониска температура во фрижидер. Тоа е затоа што некои од супстанциите во храната на повисока температура реагираат со кислородот од воздухот, тие стапуваат во реакција при која се образуваат киселини и на тој начин храната побрзо може да ни се расипе. Ниската температура во фрижидерот ги забавува реакциите и придонесува храната подолго време да ни остане свежа. Затоа, летно време, кога температурите се многу високи, храната која што ја оставаме на собна температура, многу побрзо ни се расипува од храната која што ја чуваме во фрижидер. И затоа настојуваме во тие летни денови храната да ја чуваме на поладно место, за да не дојде до незино побрзо расипување. Влијанието на температурата исто така можеме да го докажеме и со растворење на шумлива таблета во вода со различна температура. На фотографијата имаме две чаши со вода. Во едната чаша имаме топла вода, во другата чаша имаме ладна вода. Ако истовремено во двете чаши ставиме две шумливи таблети, што ќе се случи? Можеме и самите да претпоставиме дека во ладната вода, шумливата таблета, многу поспоро ќе се раствори отколку во топлата вода. Зошто е тоа така? Ова се случува затоа што на повисока температура частичките се движат со поголема брзина и се судираат со поголема енергија. Еве како што можеме да видиме и на фотографиите подоле. На пониска температура судирите се многу поспори и многу помалку бројни, за разлика на повисока температура, каде што тие се многу, еве гледаме од самата фотографија, и се многу почести. Кога станува збор за хемиска реакција на металите со вода, во овој случај зборуваме за магнезиумот во вид на магнезиумова лента, а знаеме дека магнезиумот се наоѓа во втората група од периодниот систем на елементите, тој спаѓа во земно-алкални метали. Ситуацијата е исто слична. Тоа можеме да го забележиме на фотографијата, на првата фотографија, ако во ладна вода ставиме во еден стаклен сад, ставиме магнезиумова лента, парчиња магнезиумова лента во ладна вода, магнезиумот многу бавно ќе реагира со водата. За разлика од вториот пример, каде што магнезиумовата лента ја загреваме со тоа што пропуштаме загреана водена парја, на тој начин магнезиумот многу побрзо ќе реагира со загреаната водена парја и на тој начин ќе се ослободува газ кој што е лесно запаллив. Тоа што можеме да го забележиме е дека повторно на повисока температура частичките од едниот реактант, во случај магнезиумот, почесто ќе се судираат со частичките од вториот реактант, во овој случај водената парја, и како резултат на ова
реакцијата ќе се одвива побрзо. Овие експерименти ни покажуваат дека со покачувањето на температурата се зголемува и брзината на реакцијата. Или, уште една дополнителна информација, во голем број реакции со зголемување на температурата за 10 степени Целзиусови, брзината на реакцијата е двојно поголема. Тоа беше се за денешната лекција, која вас ви се наоѓа во учебникот на страна 44 и 45. За крај, сакам да ви посакам да го чувате вашето здравје со тоа што ќе носите маска и ќе ги миете рацете. Држете безбедно растојание. Довидување.